Джафери, господине Заев, ќе продолжам таму каде што завршивме преска. Рековте дека добро е Бранимир Јовановиќ да го посочи тој на кој што мислел во неговата Facebook објава. Па човекот го посочи. И пишува дека во СМС порака до редакцијата на Сител, Бранимир Јовановиќ открил дека мислел на Кочо Анџушев. По повод неговата изјава дека метлата треба да ги зафати прво тие министри што мислеле милионски тендери. Значи, разчистивме на кого мислел. Не знам дали имате таква надежност, добро е да проверите. Господине Заев, бидете убедени дека македонската влада не блеска. Ќе ви наведам неколку факти. Не може да блеска влада и премиер, кој што 3 години не може да открие кој е собственик на дивата платформа во Матка. Не може да блеска влада, министерство, премиер, кој што не може 2 години да открија дали навистина советник на ДУИ гради бетонска база во Охридското крајбрежје. За мене е тоа неприфатливо. Ако мислите дека се тоа аргументи за добра работа на владата, тогаш тоа е ваш проблем. Мислам дека и членовите на Социјалдемократскиот сојуз, како и неопределените, да не зборуваме за оние кои што се опозиционно настроени, сметаат дека метлата се претвори во чепче за темперни бојци. А би требаше не метла, туку метларка, како оние што ги произведува Кочо Анџушев, а ги купи општина Штип и општина Кочани во висина од 85 и 90.000 евра. Со таква метла требаше да ги помините сите министри и сите функционери за кои што вие рековте дека ќе го послушате гласот на народот за незадоволството и дека народот ќе ви биде репер, бидејќи сте ја добиле пораката. Тој министер кој што не е добар, не е квалитетен, ќе го поминиме со метларката од Кочо Анџушев. А вие што направивте? Дадовте впечаток дека крив за целата црна ситуација во Република Македонија е Зоран Шапковиќ. А него можеме да го обвиниме само за едно. Дека за тоа што го работеше повеќе од 2,5 години, мислам дека беше насочен заедно со Љубе Бошковски кон подобрување на условите за македонските стопанственици, човекот не постигна ништо. Или пак, обратно, постигнал, па затоа е сменет. Ова ви го кажувам не злонамерно, туку верувајте, ова е реакција на народот. Затоа што кога се спремаме са Бали да одиме Скопје, сите слушаме некоја утринска програма. Која и да е. Некој милува да слуша Канал 5, некој милува да слуша Сител, некој сака да слуша 24 вести. И тој што сака да ја на некој начин осознае вестината, ги менува каналите. Верувајте, може би тоа вашиот PR тим се плаши да ви го каже. Нема граѓанин кој што се јавил во контактна емисија, а позитивно е оценил метлата. Ова не ви го кажувам јас, бидејќи не сум се јавил во контактна емисија. Ова го кажуваат граѓаните кои што наутро од 7 до 9 сато ги искажуваат своите мислења. Проверете ако мислите дека навистина опозицијата ви креира лажно мислење. Но бидете убедени дека е вака. За мене е навистина неприфатливо да се разрешуваат министри кои што навистина ништо не сгрешили. Вистина ништо не сгрешили. Многу беше подобро да не се фалите дека најдобар министер во македонската влада кој што се годи како партиска личност кај вас бил господинот Николовски. Јас не знам. Ама слушајќи го народот, поминувајќи низ земјоделските райони во Република Македонија, по патиштата кои што се уште се руинирани, иако трасите се исправени, ама сега без ниту еден работник, верувајте дека гледам. Што прават праскарите во Ресен, затоа што врвам тука чекајќи го експресниот пат? Што прават јаболкарите во Ресен, знаете и вие, а вие викате дека тој бил најуспешен министер. Може би е така. Може би вашиот PR тим ви креира такво мислење, бидејќи нашле некој што ќе даде изјава дека се тепале за да му ги откупат праските и јаболката. Верувајте, не е така. Не е така. Еве, идете по стариот пат за Прилеп, застанете во Росомон, ќе прашате и ќе ви кажете. Вие во вашата биографија сте навели дека потекнувате од земјоделско семејство и сигурно дека имате слух да ги послушате земјоделците. И верувам дека е така. Ова е вистината. Не можам да бидам задоволен од успехот на оваа влада, кога на експресниот пат, за кој што ВМРО ДПМН обезбеди 87 милиони евра да се реализира во 3 фази, почитувам премиер, нема ниту еден работник. Верувајте, нема ниту еден работник.
жално. Не сум градежен инженер, не ја разбирам таа проблематика, но се плашам дека оние стубови кои што се направија за да се реализира експресниот пат, ќе претрпат некое атмосферско влијание и штета која што понатаму би ја нарушила статиката за да не може да се проложи градбата. Јас сум прв кој што гласа да се реализира тој автопат, да се продолжи реализацијата на ова, верувајте, горко решение. Тој пат не го возат само членовите на ВМРО-ДПМНЕ, го возите и вие кога идите во посета на Пелагонискиот регион, го возат и моите колеги од Битола, го вози и Кирацовски. Голем проблем. Не можеме да бидеме задоволни од оваа влада која што навистина не остави на средина. Не можеме да бидеме задоволни од 13% реализација на капитални инвестиции. Вие сте економист и сами го знаете тоа. Ако ги сменевте навистина министрите, кои што ништо не направиле, а требаше да ги поттикнат овие градежни активности, да ги решаваат проблемите тековни, тогаш денеска ќе зборувавме за друга ситуација. Верувајте дека предпоставувам од и вашиот PR тим ви става портокалови, плави или не знам какви ночари, да не ја знаете реалноста. Некогаш може би ВМРО-ДПМНЕ во некој период од своето владење патело тоа. Но добро е вака да ја слушнете опозицијата за да ја знаете вистината. Може би некој ви дава слика дека покрај испраената траса, нели порано беа криви трасите, сега има друг проблем што не се прави експресниот пат. Насушно ни е потребен. Може би некој ви вели дека проблемот со работниците во Еврокомпозит е решен. Верувајте, не е решен. Некни случајно се сретнав со представник на синдикатот. Предпоставувам дека пред изборите, верувајќи на сладките зборови на представниците на Социјалдемократскиот сојуз, на вашите кандидати за пратеници, голем дел од тие тогаш 284 вработени во Еврокомпозит поверувале дека добро е да пробаме и да ја дадеме поддршката за новиот живот. И луѓето, предпоставувам дека огромен дел гласале за вас. Денес, ако ви кажам што ми велат, верувајте дека ќе ми биде срам да ви го пренесам тоа. Максимално разочарани, максимално изневерени, затоа што таму не се сите членови на ВМРО-ДПМНЕ, не знам дали 5%, и ваши членови има. Нека не ви прават, не, верувајте, не 98%. И да се членови од ВМРО-ДПМНЕ 98%, проблемот треба да се реши. Да не ги дискриминираме луѓето, иако не е така. Верувајте дека нема некој што ќе се согласи дека не е санкциониран градоначалник кој што 18 минути во својот кабинет мачи странка. Ако има некој таков, кој што ќе оправда таа позиција, и таа состојба дека човекот не е санкциониран, тогаш сме наистина на погрешната страна со размислувањата. Тогаш имаме различни размислувања за поимот демократија. Не е добро. Тоа не е добро. Да не правиме муабет за скандалите во локалните самоуправи. Тоа е прашање кое што навистина заслужува огромно влијание. Огромно внимание кое што треба да му се посветите. Еве сега ќе видите порајат, нема да се држите до тој предлог кој што рековте дека ќе бидете министер за финансии и ќе имате можност да ги решавате овие проблеми. Би сакал уште еднаш да апелирам, бидејќи има доволно време, како што кажавте вие, при доставувањето на известувањето дека се повлекувате од предлогот да бидете министер и раководител за финансии, претпоставувам дека има и деловничка можност да се испишманите, односно да ги смените и дел од предлозите кои што не ги давате како алтернатива за оние кои што навистина не работеле ништо. Верувајте, почитуван министер, односно почитуван премиер, нема граѓани во Република Македонија, ниту македонец, ниту албанец, ниту турчин, ниту влав, кој што ќе се согласи со предлог министер за култура да биде доктор. Во овој момент. Еве да го премостиме тоа, ќе речите и во времето на ВМРО имаше такви случаи. Ама да биде министер, човек кој што својата географија гордо навел дека странски јазик за него македонскиот јазик не е добро. Каква порака праќаме до Институтот за македонски јазик? Каква порака праќаме до МАН? Каква порака праќаме до студентите на Филолошкиот факултет Блаже Коневски? Како ќе ги мотивираме младите генерации кога гледаат дека најголемо достигнување на кандидат за министер е дека познавал Google Explorer? Како ќе ги враќаме тие 600.000 иселени што ги кажуваше Ивана Туфегич и нашиот бивш колега Павле Богоевски? Додека има време, променете ги овие предлози, затоа што повторно ќе ви кажам, а вие не мора да верувате, ниту една контактна емисија, нема ниту една позитивна критика за оваа метла, која што требаше да биде метларка, како во Кочани и во Штип, 85.000 евра вредност. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Објавувам пауза до